Прости ми. Рано пролетно утро е. Училишното звонче звони. Учениците брзаат во нововаросаното училиште. На вратата ги пречекува дежурната учителка. Ајде, деца, ајде, благо им вели таа. Време е да започне часот, да не задоцниме. Веќе звони и третото звонче, знак за започнување на часот во новото училиште. Седнете, деца, вели учителката, го зема дневникот и прашува. Кој денеска не е дојден? Кире, учителке, велат децата. А зошто не дошол Кире? Пак прашува таа. Кире, учителке, си ја скрши ногата, објаснува неговото другарче од истата клупа. Си ја скрши ногата, се изненадува учителката и просто не им верува на своите уши. Како тоа? Објаснете ми, деца. Кире, учителке, рече Велјан, го зеде велосипедот од татко му, се качи на него и се спушти низ нашата стрмна улица. Падна и си ја скрши ногата. Тоа поплад... А зошто падна, како тоа, пак праша учителката. Тој учителке почна да објаснува, неговиот другар Перо тераше силно. Со раците дури не се држеше за управувачот на велосипедот. Се смееше и не возеше десно, ами сред улицата. А потоа доздола се зададе камион. Шоферот веднаш сопри и застана, ама Кире сам налете на камионот и така силно удри во него, падна и се ја скрши ногата. Потоа дојде милиција, болничка кола и што да ви расправам, учител, и ми е грев. А така ли? Деца, воздивна учителката. Така е тоа кога не внимавате на прописите, се правите јунаци. Можеше не само да си ја скрши ногата, туку да си ја скрши и главата и да го загуби за ништо животот. Ова нека ви биде за пример и поука. Мене ми се чини дека за сообраќајот учевме и една песничка. Како вели таа песничка, Перо? Ајде кажи. Ако тераш силно и јунак се правиш и рацете на тимонот не ќеш да ги ставиш, правиш ли така ќе си скршиш нога, глава или рака? Така е тоа, драги деца, пак воздивна учителката. Гледате, само една мала грешка, несреќа носи тешка. А кој ќе каже понатака во песничката што пишува за прописите и правилата? Јас, учителке, се јави Надето. Добро, ајде кажи ми, Наде. Надето стана и почна да рецитира. Правило сегде важи за деца, жени и мажи. На пат кога возиш, вози умно и честно. Со велосипедот пази и вози само десно. Скршнеш ли лево, десно знак давај со рака. На сите премини прави дете така. А каде е деца сега Кире? Праша учителката. Кире е сега во болница, објасни Надето. Ногата му е во гипс. Тогаш, драги деца, поручек неколку ученички и неколку ученици да го посетиме в болница. Гревота е, Кире е ваше другарче. Наскоро потоа стариот училишен прислужник го удри звончето и часовите завршија. Тоа попладне учителката, другарите на Киро, Перо, Велјан и Надето влегоа во болницата. Во едно кесе носеа нешто завиткано. Кире, неподвижен и блед, лежеше на белиот чист кревет. Главата му беше врзана со чисти завои, а десната нога цела во гипс. Кога Кире ја виде учителката и своите другарчиња, поцрвени и почна да плаче. Не плачи, му велеше учителката и го милуваше по лицето. Си направил грешка, пак толку лошо не си поминал. Си можел и главата да ја изгубиш. Јас, учителке, не плачам поради мене, рече Кирени сози. Криво ми е, мака ми е, жал ми е. За кого ти е жал, праша учителката. За возачот, одговори Кири и почна да ги приже созите. Тој не е виновен, многу се кајам, јас сум виновен. Добро, не плачи, го тешеше учителката. Учителке, ве молам, можете ли да ми направите едно добро? Кире, уште прашуваш, па јас сум твоја учителка, рече учителката и пак мајчински го помилува. Ве молам, овие 2 писма да ги предадете, рече Кире и под перница извади 2 плика. Писма, се зачути учителката. Какви писма? Да, мила учителке, писма. 2 писма. Едното е за сообраќајниот милиционер, што беше на линијата, а другото за чичкото возач. Ветете ми, учител, дека ќе ги предадете писмата. Кире, да ме цениш како мајка, се ќе направам за тебе. Учителката ги прими 2 писма и Кире престана да плаче.
Учителката и неговите другари му предадаа на Кирета чоколади, бомбони, јаболка, портокали и се поздравија. И уште му ветија дека пак ќе го посета во болницата. Вас ви интересира што му пишуваше Кире на милиционерот. Еве го неговото писмо. Другар милиционер. Ве молам, другар милиционер, чичкото возач, да не го апсите, ниту да го казнувате, туку треба да го пофалите што сум денеска жив. Треба да му заблагодарам на чичкото возаш. Ако тој не се опреше и застанеше, јас ќе бев мртов. Од болницата ве поздравува ученикот Кире. Другото писмо што учителката му го предаде на чичкото возаш гласеше: Многу сакан чичко возач, простете ми многу. Јас сум виновен ако поради мене ве сослушуваат и испитуваат. Ке ме разберете ако имате деца. Секако вие имате деца, инаку немаше така да постапите. Повеќе ве сакам од татко и мајка, зашто вие ми го спасивте животот. Ве сака и цени Кире. Завчера го сретнав ученикот Кире. По неколку месеци тој се враќаше од болницата. Ногата уште му беше во гипс, но веќе газеше на неа, а во раката носеше бастунче. Со бастунчето се подпираше како старец. Право да ви речам, ми падна жал. Кога го поздравив, тој тажно ми се насмевна, ме отпоздрави како да сакаше да рече: вакви грешки нема веќе да правам.